Вчера вечер, модната сцена во Македонија блесна во полн сјај со првата самостојна ревија на инфлуенсерката Љупка Митрова, која го представи својот нов моден концепт, колекцијата Vigor. Под брендот Митров, кој се појави пред помалку од една година, Љупка веќе успеа да се позиционира како еден од најинтригантните гласови на новата македонска модна сцена. Инспирирана од женската енергија, силна, кревка, различна, самоуверена и нежна, Vigor представува модна бајка со која секоја креација раскажува приказна за современата жена. Колекцијата е динамична, со силна визуелна изразеност, опсег што варира од цветни романтични до драматично мокни силуети. Ревијата беше вистински моден спектакл. На пистата продефилираа неколку македонски јавни личности и инфлуенсери, кои во креации на Митров донесоа уникатна енергија. Особено внимание привлече екстравагантниот Сергеј Варошлија, кој со својот препознатлив сценски настап и смела креација ги остави присутните без збор. Во гест на внимание и благодарност, Сергеј подели црвени рози на дамите во публиката. Стилистот и фризер Октај Сејди блесна во безпрекорно бело одело, додавајќи софистицирана доза на машка елеганција. Инфлуенсерката Нина Ред, верна на својата стилска изразеност, носеше црвена тоалета која совршено ја рефлектираше низината личност. На пистата продефилира и младата пејачка Мартија Станојковиќ во етерична бела креација која ја изнесе со самоуверена енергија и младешки шарм. Брендот Митров, чија собственичка и креативна сила е Љупка Митрова, за само една година стана синоним за смел, модерен и урбан гламур. Неговите дизајни се препознатливи по високо квалитетните материјали, внимателна изработка и силен визуелен идентитет. Со Vigor Митрова не само што го прошири својот креативен хоризонт, туку и испрати моќна порака за тоа што значи женственост денес. Да се биде своја, видлива, гласна и стилски недосмислена. Настанот го заокружи совршената атмосфера на гламур, уметност и инспирација. Ревијата на Митров не беше само модно представување, туку и манифест за современа жена, силна, слободна и безкомпромисно стилска. Љупка, најпрво честитки за твојата прва самостојна ревија. Морам да ти признавам дека беше прекрасно. Сите модели беа извонредни и впечатливи. Кажи ми, имавме прилика нели да ја видиме вечерва. Какво е чувството да стоиш за еден ваков проект? Фала ви, Ели, што уште еднаш го поддрживте Митров како бренд и мене секако. Драго ми беше што бевте дел од ова. Па како ми беше? Како се чувствувам? Возбудено, уште сум под импресии, уморно, али на крај на денот нели горда на самата себе и на целиот тим Митров, што го поддржа и го постигна тоа што беше планирано. Благодарна сум на сите учесници што беа дел од ревијата, на сите гости што дојдоа и што го обележа Vigor како колекција. Нема многу да те задржуваме, пошто овие се првите импресии после ревијата. Кажи ми само на кратко, оваа колекција инспирирана од женската енергија, како што истакна, која жена од твојот живот најмногу те инспирираше при создавањето? Секоја жена е инспирација, самата по себе, ама оваа колекција е инспирирана од мене, од самата себе, од моето животно искуство, како мајка, како жена и од цело минато што сум го поминала, од цела сегашност што е живеа и од сите емоции, добри, силни, јаки и кревки. И тоа беше склопено се у оваа колекција. Делот од мојата младост, у која што беа младите девојки што го представија овој понежен цвет и делот од мене што веќе една зрела жена што го покажа малку посилниот цвет. Така. Морам да признавам дека пресмешно е. Значи, тука е Сергеј, он секогаш кога е во позадина на моите интервјуа, нешто се случува.
Како и пред да започнеме, видовме дека те исчади во негов познат стил. Морам да спомнам, иако тој би ми замерил дека сум досадна со прашањето, дека порано многу те критикувал, имал критики кон тебе, меѓутоа истакна дека ти си ги применила сите негови критики. Кажи ми дали денес вредеа неговите совети и дали му се љутиш? Никако, ако му се лутев, немаше да биде сега овде. Па види, секоја критика, ако е добронамерна и ако е реална, е добродојдена. И од критиките учиме, како што учиме од грешките у животот, така да, мислам, ако е од некој што е соодветен да даде критика, зашто да не биде прифатен? Малце сакам да те прашам за твојот приватен живот. Неодамна направи гламурозна венчавка покрај море. Никој не остана равнодушен на тоа. Кажи ми, како изгледаше денот од твоите соништа? Денот од моите соништа помина многу брзо, турбулентно. Исто бев под емоции кои што не очекував дека ќе бидам. И заврна и дожд на свадбата, ама на крај си кажав, ајде бери ке те, ме утеши ја. И помина добро. На крај се заврши добро. Носеше две венчаници кои беа многу специфични. Едната беше прегламурозна, другата беше во многу секси издание. Која ти беше поблиско од нив две? Првата дефинитивно. Тоа сум јас. Така? Да. Можеме да ја видиме тука, после ќе фатиме и да ја гледаме во живо. Колку тежи? Искрено, на венчаницата имаше 37 метри сурова свила и плюс беше полната внатре со тул, значи баја ги тежеше и многу тешко се одеше, али вредеше. Љупка, многумина те сметаат за една од највпечатливите инфлуенсерки кај нас. Која е твојата формула за стил кој не се заборава? Стилот го носиме во нас. Стилот е нашата аура, она како зрачиме ние и нашата самодоверба. Се друго е само украс. Кој е најнеобичниот комплимент што си го добила за некоја од твоите креации? Или еве за тебе лично? Па не знам. Секоја креација си е посебна сама по себе и добивам секакви комплименти од клиенти, од пријатели, од блиски, од фамилија. Не можам да ти издвојам нешто посебно. За крај морам да те прашам, ако твојот живот беше модна ревија, кој би ја отворил, а кој би ја затворил ревијата? Љубовта. И би ја отворила и затворила. Дефинитивно. Значи, љубовта е двигателот низ твојот живот. На се. Така. Кој е твојот личен вигор? Од каде црпиш сила, инспирација и храброст? Од ќерките. Секогаш кога знам да паднам, да се откажам, умислила да се откажам, никогаш не сум се откажала од ништо. Кога ќе ги видам ќерките, кога ќе ми кажат нешто, значи дефинитивно они ми се најголемата инспирација. Љупка, ти благодарам многу за овој убав разговор и ти посакувам многу реви, многу креации и многу успех во иднина. Фала ви. Јас сум Љупка Митрова, а вие гледате Хајп.